Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво на сите, повторно Радио Милева ви се јавува од симпатичното студио на Бруталиск. Убав сончев февруарски ден. Имаме чувство дека одамна не сме се виделе, не завози најдолгиот месец во годината и така некако спонтано влеговме во најкусиот месец на годината и не осетивме кога речиси дојдовме на крајот на февруари. Пропуштивме доста интересни работи кои што можевме да ги покриеме во некои од нашите епизоди. Например, го пропуштивме 2 февруари како многу битен датум за... Како наша кукина слава. Толкому така. Ги пропуштивме номинациите за Оскар, меѓутоа дал Господ теми на кои што можеме да се осврнуваме секој пат. За денес имаме една малку, можеби, посериозна главна тема на која што ќе зборуваме и ќе оставам Ирина да не воведе малку во неа. Да, денеска здраво и од мене. Оваа епизода снимањето на оваа епизода беше всушност инспирирано од сагата наречена Случајот на Северина и низиното старателство врз детето. Последната вест која одекна во целиот регион е дека по не знам кој пат се одвивало судење и Северина го губи старателството над својот син. Секако Северина е само влезво приказнат. Она зашто сакаме да зборуваме е женската сексуалност и како ние како општество се однесуваме кон тоа. Би рекла дека најсигурен начин да понижиш една жена е да ја представиш во некакво сексуално сценарио, особено ако таа жена е мајка, ако таа жена е во процес на развод или има професија која што се бави со деца, негователка е во градинка, учителка е, наставничка е во училиште и така натаму. Во патриархалните општества, веројатно женската сексуалност е подобна исклучиво кога е во функција на репродукцијата или се јавува како некаков мизансцен во семејството. Таа е тука, постои, но да не се види. А секоја видлива манифестација на женската сексуалност, дури тогаш кога е непосакувана, во случајот на Северина е пуштено видео, но имаме многу случаи наликнати, односно пуштени од страна на трети лица, слики, голишеви фотографии и така натаму. Секоја видлива манифестација на женска сексуалност веднаш повлекува со себе санкција или осуда. Ако во случајот на Северина зборуваме за суд како институција, ние денеска ќе зборуваме и за Народниот суд, судот над судот, моралниот суд поврзан со женската сексуалност. Јана беше посветена на овој случај на Северина, на оваа сага. Можеш накратко да ни раскажеш што всушност подразбира случајот на Северина? Вака, јас не сум експертски запознаена со случајот, можеби, меѓутоа се потрудив да направам еден хронолошки пресек на сагата на борбата за старателство над детето, која што трае 10 години веќе и нешто малку повеќе од тоа, значи почнува 2013 и само сакам накратко да ги извадам битните моменти, чисто за да видиме што се случува при таква борба во случај кога имате од една страна јавна личност, која што е на едната страна, а на другата имате моќен, богат и прилично агресивен партнер кој што со сите можни средства се труди да минира. И тоа изгледало од прилика вака. 2013 година започнува, се разведуваат брачниот пар Северина и Милан Поповиќ и започнува борбата за старателство на детето. Во 2014 судот и го доделува детето на Северина, а тој има право на посети и средби со него, на што тој принесува жалба. 2015 година Северина се премажува, при што почнуваат тужби, значи бомбардирање од тужби од страна на Милан Поповиќ до неа и до незиниот нов партнер и медиумски негови жалби дека неговото дете сега живее во реалити шоу. 2016 година тој јавно ја обвинува дека таа месец дена не дошла по детето, при што он морал да го чува и не сакал да го даде на трети лица. 2017 година се одлучува
од страна на судот дека ќе имаат заедничко старателство над детето, меѓутоа по незина реакција оваа пресуда се преиначува, односно се укинува. 2018 година судот донесува неправосилна пресуда според која детето полот времето ќе го поминува со едниот, а поло со другиот родител. Во тој момент излегуваат незини разголени фотки, како веќе Северина да нема, нели, претходно големи дамки. Во тој случај, сега малце не си го разбирам ракописот, се извинувам, кога излегуваат фотките, Милан Поповиќ повторно ја тужи Северина за семејно насилство. Ау. А 2019 година детето и го заклучуваат во училиштето што она јавно го обелоденува, за да не може незиниот тогашен партнер да го земе од училиште. Таа го отпишува од тоа училиште, а судот го доделува детето на таткото, ова е 2019 година. 2020 нема нови тужби, меѓутоа е време на пандемија и таткото го користи овој момент на пандемија да го држи детето во наводна изолација ради здравје. 21 година судот го враќа детето на Северина, со нели сигурно право партнерот да го посетува. И 3 години подоцна, 2024 година, судот и го одзема детето и дава право, не знам, секој втор викенд да го гледа или не знам, како што е супервизирани посети да има и така. И тоа е Врховен суд, овој последниот. Да, овој последниот е Врховен суд. Она што е фантастично, што видов како некои додатни информации, е тоа дека шефот на тој Врховен суд, Радован Добронич се вика, изјавил меѓу другото и следното. Требала Северина да дојде кај него да побара помош. Понатаму Северина ги злоупотребува сите написи за незиниот случај и за случајот на незиното старателство. Не знам како, но според него ги злоупотребува. И конечно, не е она некоја немоќна женичка, па да треба да ја жалиме, она е можеби најмоќната жена во Хрватска. Што е многу интересно, нели, кога го гледаме, зошто најмоќната жена во Хрватска треба да дојде кај шефот на Врховниот суд да побара помош, треба малце да коленичи, веројатно, така. Не постои кој тој систем на кој што еден родител треба да се јавува на Врховен судија за да договара старателство над своето дете. Да. Неверојатно е дека воопшто го изјавил тоа и дека тоа проаѓа, бидејќи воопшто нема никаква врска со институционалност. При сето тоа јас тука ги подвлеков сите моменти во кои што се донесуваат пресуди за судбината на тоа дете и за тоа кој ќе биде старател. Такви има вкупно 6 во 10 години. Значи тоа дете го малтретираат, го шетаат, му прават стресови и трауми нон-стоп. Меѓутоа, освен овие судски пресуди, вкупно 70 тужби има поднесено Милан Поповиќ кон Северина од различен вид, кон неа и кон незиното семејство и семејството на партнерот и така натаму. При што некаде прочитав, меѓутоа не можев да најдам повторно таа информација, не можев текстот да го најдам, дека веројатно паралелно има некои 38 парници што се водат против неа од негова страна. Можете да замислите како е да си во еден судски процес, а не паралелно во толку многу. Тоа е целосно исцрпување на психа, на време, на финанси, пекол. Буквално да те уништи. Да. Зашто? За да ти го земе она што да ти го направи тоа што највише ќе те повреди, да ти го земе детето. Да. Така што ова е многу интересно да се спомене, бидејќи ваков случај кој што носи волку турбулентна, нели има толку амплитуди, би требало да е случај кој што јавноста ќе ја крене на нозе екстремно многу. По сета логика на нештата, зад жена која што е ставена на ваква тортура треба да скокне цела јавност. Прашањето е дали тоа се случува или не. И зошто не, ако не? Па не се случува, мислам, ве гледаме, нема некои посериозни... Па нема, хрватски гледав јас меѓу феминистките и така натаму тој период имаше доста написи, ама едно што го забележувам е дека како да почнува секоја, не секоја, генерализирам, но многу од дискусиите почнуваат со јас не ја слушам музиката на Северина, јас можеби не сум некој што би ја слушал Северина, јас не знам ништо за Северина, ама овој случај ме вознемирува.
И сега доаѓа тука еден елитизам на општеството и во однос на тоа како треба каква треба да биде идеалната мајка која што треба да ја штитиме. Северина не е идеалната мајка според патриархалните вредности на нашето општество, бидејќи прво не знам каква е таа музика всушност, некоја како турбо фолк се рачуна за или не се рачуна? Некаков поп е. Фолк, појма немам. Поп не е некоја музика која Добро, што не е джез. Не е джез, не е музика што би ја слушала интелектуалната елита или која што ќе се занимава со вакви прашања. Или не е музика која што јавно би ја слушала интелектуалната елита, можеби скришно тие слушаат Северина. И по тоа автоматски е нешто што не е подобно да се брани во општеството, бидејќи таа на известен начин сама си го барала со тоа што станала таков тип на музичка звезда. Второ, начинот на кој што изгледа, секси е, тоа не може да и се прости, има правено пластични операции, иако целото капиталистичко општество е настроено кон тоа да ги поправа жените и нивниот изглед, не се проштава кога тоа го прави една мајка. И третото се разбира таа вечна дихотомија на светица наспроти курва, во која што Северина не може да биде, мора да биде или едното или другото, бидејќи од неа има разголени фотографии, од неа има порно клип и едноставно тоа е сама си го барала си, како зошто таа се снимала, зошто таа се фотографирала. И не може тоа општество посебно, и да речеме христијанско општество кога што е многу католичко настроено, каде што црквата има многу голем удел во секојдневната политика, како што е хрватското општество, не може да го прости тоа што таа не е Дева Марија, таа не е мајка што забременила иако била невина. Значи дури не според тие примери, па мајката дури на известен начин символички невина треба да биде или треба да има само еден партнер во животот. Така што заради тоа мислам дека луѓето не сакаат да зборуваат за ова и сигурна сум дека и ние во нашиот подкаст што има сега за Северина да зборуваат, која е таа Северина, глупости. Сигурна сум дека тоа е дел од приказната, не гледајќи го, не земајќи ја неа како еден пример на вистина, да речеме медиумски или естрадно моќна жена која што и пари има. Да. Има почитување, има публика, но не може да се заштити од еден насилник како што е нејзиниот маж по цена на тоа што тој го прави на неговото дете. Ова е класичен пример на насилник и како и целиот систем всушност се приклонува кон насилникот. И луѓето не сакаат да ја видат важноста, ми се чини, на една таква приказна, туку ја гледаат само Северина како несовршена жртва. Па привилегијата што ја има Северина и ја има, е тоа што рано ја разбра таа дихотомија дека или ќе бидеш курва или светица и дека не можеш и едното и другото, и тоа на некој начин ја заштити од многу работи. Таа јавно застана зад клипот кој што беше пуштен и паралелно со тоа често ја обвинуваше црквата за лажно морализирање, што ја направи, да речем, да издржи на јавната сцена подолго отколку што тоа ако се случеше на друг начин или на друга жена. Но отаде Северина проблемот е многу поголем. Како некоја која што прва се развела во друштвото, некако станав... Што значи тоа, дека и ние треба или дека треба сама? Прва. Веќе екам. Не можеш да се разведеш ако не се омажиш. Така е. Често многу мои познанички, не мора ни да ми се толку блиски другарки, ме контактираат. Работата која што ја работам. Ме прави таман податлива за тоа, ме контактираат и најчесто дури кога станува збор за супер кул луѓе, при развод, кога има дете во прашање, особено кога е најбурната прва година, секогаш се користат овие наративи за да се удри. Прво, тоа е исто така страшно кога децата се земаат како оружје за да се препукуваат двајца партнери, бивши, оружјата се тие. Мажот кажува за жената дека е со сомнителен морал, курва, и така натаму, не дека жените немаат своји наративи. Имаат, ма не се врзани со машката сексуалност, туку не се грижи за децата, ги остава кај мајка му и татко му, воопшто не ги гледа, не е добар, пие, се дружи, излегува по кафани и слично. И тоа е всушност главниот проблем, тоа табу околу. Јас некако гледам два излези. Едното е што постојано кажуваме на жените,
Просто да разберат дека живееме во патриархално општество и додека тоа не се смени, кога разбирам дека снимањето, сликањето е дел од една врска. И тоа да не се лажеме, многу парови го прават. Да се внимава на овие работи, затоа што колку и да си влюбена можеби во тој момент, не знаеш утре при кавга и слично што може да биде. Тоа е едниот начин и постојано предупредуваме, ако се снимате, гледајте главата да не ви се гледа, да не имат делови од тело кои што ќе ве распознат, но втората линија ме мене многу поважна, а тоа е да искреираме општество во кое што нема да прави толкова табу од женската сексуалност. Па кога некој морон ќе пушти слика од својата девојка, бивша сопруга, слика, ќе имаме општество кое што ќе каже вау, Да. замисли, носи гаки или не носи гаки, има прслук или нема прслук, има гради или нема гради. Вау, стварно не знаевме, требаше ти да ни ја Да. пуштиш оваа слика. Јас ќе споделам два случаи во кои што јас сум работела од Македонија, кои што не се за мајки, ама еве ви го третото ниво, наставнички. Значи, во двата случаи се работи за наставнички од основно школа. Едниот случај се пуштени фотографии, во другиот случај околината околу школото е облепена рано на ауто пред да влезат учениците и другите наставници, со пораки испринтани вака на А4 лист, во кој што се кажува дека таа општала со двајца во исто време, била нимфоманка и така натаму. Како завршува? Се видите како жртвата станува одна жртва. Едната наставничка од еден град е преместена во друг град, со 300 врски да предава во друго училиште, мора да напушти средината во која што живе, иако е жртва на ликнување на слики. А во другиот случај, не знам како завршува, уште пострашно е што има и деца во тоа училиште, кои се нејзини, но веднаш потоа се чув со директорката на тоа училиште, која што ми го кажа следново: ние секако нас не застануваме зад неа, не би отпуштиле никако, но едно да знаеш, незиниот авторитет во тоа школа е уништен. Да. И тоа е тоа. На тој начин, затоа кажувам, моралниот суд е уште пострашен некогаш и од вистинскиот суд. Една будала може да ви го реши животот. И тука е, за мене е исклучително важна женската солидарност. Да, моралниот суд го има и такако и на коментарите на Facebook и на други социјални мрежи под вестите од портали од овој тип. Значи не ги вадев намерно за Северина сите така и требало кога типови на коментари. И нели, тоа е секогаш фразата со која што се почнува оправдувањето на секој хорор што им се случува на жените. Така што ова неодоливо мене ме потсети и на случајот јавна соба. Мислам, не сакам да го отварам сега, многу е широка темата, меѓутоа на крајот се сведовме на тоа да тие стотици, илјадници, не знам колку беа жени кои што беа виктимизирани во таа група со споделување на нивни интимни приватни фотографии. Нели, целиот тој случај во медиумите беше тампониран со така им требало кога се сликале. Од прилика. Па да, баш е добро што ја спомна јавна соба во наш контекст посебно. Затоа што меѓу другото и тоа ти што го кажеш, Ирена, се чини дека никогаш нема некаква институционална разврска на овие работи. И едноставно мора сами да се грижиме една за друга, мора сами да внимаваме. Тоа е истото како навечер треба да носиш клучеви меѓу прстите, треба да внимаваш каде одиш. Едноставно нашата заштита останува на нас самите, или пак треба да коленичиме пред некој многу посилен од нас, како што е некој врховен судија, да бараме од него поддршка. Никогаш не може всушност самиот систем, државата во која што живееме, во која што плаќаме даноци и така натаму, никако не може да не заштити. И сакам да видам дали може би ова што го спомна баш ти, Ирена, во однос на кога ќе престане да биде срамота нашата сексуалност и нашето тело, дали ова ќе доживее некаков тип на прогрес со новите генерации. Бидејќи се многу дигитално поспремни од нас и многу повеќе ги користат телефоните, многу повеќе се снимаат во
сексуално или во некакви еротски чинови. Меѓутоа не мислам дека е намален и кај нив тоа курвоклетството, еве да го употребам зборот за slut shaming. Не мислам дека е намалено курвоклетството кај тие генерации, туку мислам дека повторно момчињата ги злоупотребуваат девојчињата токму преку нивната сексуалност и преку тие фотографии, па со помош на исто така вештачката интелигенција се создаваат сега и клипови и тури што сами не сте ги направиле, кои што можат понатаму на жената со монтирана глава како извршува некаков сексуален чин, кои што можат понатаму да влијаат врз вашата репутација, врз вашиот авторитет, врз вашата ментална, емоционална добросостојба, а и финансиска, поради тоа што некој решил дека сакал едноставно да ви наштети. Многу е лесно. Едноставно прелесно е, мислам дека не е нешто, мислам дека општеството наше не е свесно колку посебно кога зборуваме со припадниците на поагресивниот пол. Мислам дека не се свесни каква е таа колку е тешко да се бориш со таа вечна една предрасуда и со таа една вечна закана дека целиот твој живот може да биде во еден миг избришан заради нешто многу природно како што е нашата сексуалност. Токму така. И ово што го спомна со вештачка интелигенција е многу интересно. Тоа може да има две разврски. Од една страна, нели, секој може да биде обвинет, меѓутоа потенцијално може и се да се анулира. Ке се релативизира до таму што ќе биде, мислам дека тоа е излезот од тоа. И можеби и тоа е добро. Сепак останува за загрижување она што Ирена го спомна, случајот каде што испринтани изјави се третираат како нешто релевантно, не може било кој било што да каже и да напише за било кого. Да. И зошто би требало тоа да стане некаков факт? Затоа што кажуваат кај што има чад, нели, да, не знам. Има и оган, а особено кога има деца вклучени, нели? Да. Пред очите на децата ние сме безполови ангели. Со ова безполови ангели мислам дека можеме да завршиме и да се приклучиме понатаму кон следната рубрика. Јазикот е отепувачка. Денешната рубрика Јазикот е отепувачка природно се надоврзува на ова за што зборувавме сега, меѓутоа во малку по весела варијанта. Родители и старатели многу често за да ги заштитат своите деца им кажуваат што да прават, односно што да не прават. Меѓутоа, колку и да е тоа, нели, природно и нормално секаде, кај нас зазема некои фантастични Едгар Алан Поовски размери. Да, малце готика има. Да. Браќа Грим. Така што ќе се сврнеме на некои од тие изрази кои што веројатно и сите сме ги слушале ние кога растеме, а несвесно ни се провлекуваат и кога растеме некои други генерации. Меѓутоа, како вовед во сето ова, Ирина виде еден многу интересен напис скоро. Баш, значи се работи, некој интервју кој сега прошата по медиуми, мене ми беше исклучително смешно. Интервју на Јован Велески, специјалист по медицинска психологија, кој што добива случаи од надвор, наши емигранти од надвор, заради евалуација и некаков третман. Идејата со овие случаи е дека станува збор за различни култури во кои што едната тешко се препишува во другата. Од ловење риби со динамит до она што мене ми беше некако и инспирација за оваа рубрика, е една мајка која станува негова клиентка заради тоа што е вратена од некоја западна земја, бидејќи е слушната како на своите деца им вика бидете мирни и некој ќе ве отепам, веројатно на англиски. Како би било Be quiet or I will kill you. Тоа е, да. И кажува вртов сериозно во своето интервју, знаете тоа кај нас се изречете, но во западните култури тоа се смета за семејно насилство. И со Румена често, јас сум се фатила себе ги кажувам овие работи на своето дете, но кога ќе ги преведете на англиски, кога ќе имате таа дистанца, гледате што всушност кажувате. Многу готично, мислам, стварно готика е, многу е мрачно, многу е црно и еве ги собравме ние. Всушност, ми текнаа на времето, не се сеќава, може ќе се сети некој ќе ни пише во коментар.
До душа да разбрав дека може би бил фудбалерот Алиевски, ама не можев да најдам онлайн. До душа не дека барав со денови. Ама срам ме било. Ама имаше една ситуација, се сеќавам во некоја фудбалска утакмица надпревар, тоест некаде наш фудбалер игра во странство и на некој фудбалер му рекол I'll kill you. Овие се извадиат памет смртна закана, си кам покојна, ќе те убијам, Тоа е најнормално. И еве се потрудивме, малку собравме некои кои што се многу грозоморни и мрачни, што им кажуваме на деца да ги прават, а всушност се Се со цел да ги заштитиме. Се со цел да ги заштитиме. Една од најпознатите главата ќе си ја скршиш, па и за мене омилената ќе си го скршиш вратот. Тоа you'll break your neck. Ми е толку сликовито. Нормално ќе се утапаш, што би било you'll kill yourself. Мислам, тоа исто. Очите ќе си ги извадиш. You'll poke your eyes out. Нога ќе скршиш, ај тоа они имаат break a leg кога сакаат нешто добро и тоа е доста морбидно, као со среќа. Ќе се удавиш ако пливаш, нели? You'll drown. Нозата ќе ти измрзнат ако одиш боса. Your legs will freeze. Ова многу ми се свиѓа. Ако нешто сгрешиш, ќе ти речат никој нема да те сака. Тоа е толку сурово. Да. Nobody will love you. Don't do that. Why did you do that? Nobody will love you. После ќе ти се знае ние како женски кои ќе седнеме на бетон, на цименто, немој да седиш на цименто, ќе ти смрзнат јајниците. Што ќе кажат тие твои јајници? Или ќе ти отидат што your ovaries will go away. Или they will freeze. И тие се, еве, овие што ги собрав, мислам дека и вие имате некои... Јас кажав на некои другарки да ми дали се сеќаваат или нешто што виделе. Крвта ми е истица. Е нешто што една моја колешка, тоест Мања, не знам дали го слушала дома или на друго место, мајчино млеко има да проплукаш. Страшно. Не лажи, ќе ти умре мајка. Јас знам дека во нашите генерации со ќе ти умре мајка имаше Па многу, добро, ние и тоа бевме беше живи страшно. мајка, нели се колневме, Да. тоа е Да, или другата страна на медаљата. Кога ќе поминаше брза помош, не примам баксусот, инаку ќе ти умре мајка ти. If you lie, your mother will die. Ќе ме бараш, ќе ме нема. Од кал ќе ме правиш. И ако се фрлат сите од моски се фрлиш ли и ти, тоа мислам дека често сме го Во Вардар викавме слушале, ние. но она што мене е нешто од овие сите ми се смешни, има една што сериозно ме вознамирува е јас сум те родил, јас ќе ти пресудам. Да. Страшно. Јана? Јас ти имам имаш? малку, Имаш? моиве повеќе се, нели, од овој тип измачениот родител кој грозомори ги кажува, што детето, нели, му ги прави, душата ми ја извади, джигерот ми го изеде, нервите ми ги искина, нели, една комплетна девастација на корпусот човечки. А ова со джигерот ми е многу добро. Да, Кај да. нас се употребува многу, ама таа you ate my liver е многу смешно. You took my soul out. Да. Зборев баш со мајка ми на тема во тиона лингвистка и малце ми помогна и со рубрикава, малку повеќе. Дека многу често во балканските јазици има многу за душата. А нема толку многу во, не знам, во западните говори душата не фигурира така метафорично како кај нас еве вака. Душа ми извади. Да. Ја мислам, не знам дали свесно или не, ќерка ми се научи да кажува кога е тажна, ме боли душата. Ете, типично балканче. А едно тука го заборавив и сега таман ќе го искористиме за да влеземе во вториот дел од јазикот е отепувачка, кој што е многу посликовит, ако може воопшто такво нешто да се случи после овие примери. А ако нешто друго повулгарен е, така што нашите гледачи и слушатели многу ќе уживаат. Една од, ако си лош, што кажуваат на деца е газот ќе ти го изгорам. И I'll burn your ass ми е неверојатно како нешто што се кажува на дете и во принцип е нешто што многу често се случува во македонските фрази. Газот на вистина фигурира како еден главен двигател на действието. И всушност не се појавува колку што имам видено и во грчкиот јазик се појавува исто во многу слични
фрази се употребува, има како и поговорки, има дури песнички, има многу ета како закани или слично, фрази се генерално. Овие работи во лингвистиката се многу интересни. Предпоставувам дека доаѓаат, ќе треба некој што знае турски да ни каже колку често и во турскиот доаѓаат, ама мислам, тоест од она што претходно покажала лингвистиката за овој тип на зборови, кои што се викаат балканизми, и дека всушност тие се прошириле на целата територија на Балканот, каде што имаме различни јазични групи, како што например албанскиот, грчкиот и македонскиот јазик се многу различни, меѓутоа бидејќи немало граници, не постоела идејата за нација, кога требало да се вршат одредени тргови и слично, луѓето почнале да си ги користат слични реченици, значи слична синтакса, слични зборови си презеле, како што е например зборот ајде се користи секаде. Ама и слична структура на реченицата, меѓутоа исто така презеле од себе слични фрази. Така што мислам дека една од тие е... Го споделиле газот. Да. Газот го има многу. И еве некои кои што ги има на грчки и на македонски, например, ги има. Да имаш гъс за нешто, значи храброст, нели? Баба ми многу го сакаше да го кажува, те клавам на газо. Значи... Не те шливам. Не те шливам, да. На грчки те пишувам на газот. Ама од прилика тоа е слично. Моето омилено гъс и гаки. Ass and panties? Јас и ти, Јана, која раставме, бевме ass and panties. Да ми го јадеш газот, го има многу, исто го има и во грчкиот јазик. Ова исто многу го сакам, има очи на газот. Тој е некој што многу внимава? Да. Се гледа. Да. Го чеша газот, значи дека е љубопитен или дека има некаква дека Или ќе прави белја. Ќе прави белја. Да, наистина не го фаќа, да. Ме боли газот, како што имаме, ме боли со сите гениталии, мислам дека функционира во македонскиот јазик. Да. Пак сум пишала да ми го јадеш газот, очигледно многу ми се свиѓа оваа фраза. Гладна може си била кога си го правила списокот. Можем. Ова е интересно, има шилци или црви во газот. Во грчки има трња. Тоа е кога некој не може да седи мирен. И има му гори газот. Ова е... Тоа е исто како му гори под газот или не е? Па исто? да, од прилика, Значи притисок има многу работа. Да, е многу работа, да. Да, и тоа на англиски. Е многу смешно дека Your ass is on fire. да, your ass is burning. My ass is burning. Од прилика. И тие се, има многу други, само некои ќе кажат на грчки што ги имаш, што ги нема кај нас, што ми се омилени што ги открив. А тоа е за кога некој низок викаат јајца ако му падне од газ нема да се скрши. Баш ќе пробам. Пробајме си да видиме. И и кога зборуваме за небитни работи, како што ќе ни замерат сигурно некои луѓе како сега ние зборуваме за газови, за газови ли ќе зборуваме? Демек за вакви доволни е темата од денеска. Тоа прекрасно. Тоа го правиме. Чекај, некој најдов и јас со посран гасе. Да. Дојдоа со газ од Враце, такви Ништо не донеле гостиме, да. Тоа на Балканот голема срамота, да. Лиже газ е дисциплина, Да. која што е позната на многумина. Дрчен газ, олкав газ за лаком човек. Лаком газ крв плука или некоја посовремена варијанта со К15 беше лаком газ трагедија. Лаком газ крв плука е така спаѓа во тие готските. Има готика и тука. Да, a greedy ass. Спец блад. И го дава газот под керија. И тој не е лош. Renting. Ass renting. Има и овие не го држи газот во место покриен газ, никој не го плука. Апропо главната тема, така? Точно, да. Да му омекне газот, јас видиш ова не го знаев, тоа е кога ќе се зафотелјашиш малце подолго. Румена пак се пишала да ми го јадеш газ. Газ и нос не знаат за чест. Значи некој која не можеш да контролираш. Многу добро. Да. Бесен газ, крвав нос. Исто графички приказ добар. Ова е исто за почетокот за таа првата тема. За Да. ако многу скокаш. Ова е посебно добро, вели, не го ставај газот каде што се мерат курови. Што би се рекло, не се рчкај со појаките. Smart. И ова
од газот му дзирка празот, значи дека некој е селјак. Тоа е многу интересно. Да, исто. Едно од моите омилени е од кол на кол, колот в газ. Тоа што значи? Тоа значи дека ако не се смириш, ќе ти влезе колот в газ. Или ако многу се мислиш што како сакаш да седиш на две столици, нешто во таа смисла е. Иако не разберам оваа фиксација со газот, дали е затоа што е некако и за мажи и за жени, оти другите не ги делиме, ги детали. Или е тоа, или сум го приметила во реклами, единствена дел од телото кој што е срамотен, покриен, а може да се спомне е газе. Тоа во реклами го има на телевизија кога рекламираат пелени. Може би е помалку срамно. Може би јас е на друга Па добро, теорија. ма факт е дека газето кака, пелените за тоа се, така што тука не можеш да го избегнеш и да ма секогаш сакаш. ми правим одсека Да. Сакав да кажам дека сега ми падна на ум како што зборувавме и да се вратам така да делува ова дека е многу интелектуално што го правевме досега. Но всушност е интересен феномен и навистина би сакала да знам дали во Турски исто постојат вакви, ако некој сака нека ни искоментира. Сакам да кажам дека во тоа што се викаат балканизми, многу е интересен терминот балканизација, кој што е користен поготово во 90-тите да означува раскол, да значи расцепкување во политичка смисла. Балканизација има многу лоша конотација. Да, политика на варварите или да го означи ориентот во Европа. Така, и тоа е буквално едно место што било можеби едно, па се расцепкало на повеќе мали места, тоа се вика балканизација. А во јазична или лингвистичка смисла кога ќе кажете балканизација, значи спојување. Значи сето тоа што го имаме заедничко. И во тоа смисла и газот. Газот ни е заеднички. Јас искрено како вистинска балканка јас сум прегорда што газот не спојува и во таа смисла не ме занимаат, не ме интересираат останатите делови од телото на европјаните. Што би се рекло те заболе газот. Заболе газот за Европа. И кај србите има се, јас се извинувам малку да влизаме, не најдов многу, ама од фамилија ми пратија неколку, нели, дупе главаца израз за некој што не е многу интелигентен, значи главата му е паметна колку и газот, да ти дојде нешто из дупета у главу, значи да ти дојде памет и да извадиш нешто из дупета, значи да смислиш нешто во момент на брзински да импровизираш, така што газот види србите фигурира све во релација со мозокот, со главата. Кај грците значи повеќе има, што затоа не ни чуди што Кај грците знаете што колку имаме, но грците очигледно предничат со задницата. И честито грци. Да, воопшто не е чудо тогаш што се први во регионот што легализира истополови бракови. Баш ни е драго што имаме сосед со такво достигнување, без никаква иронија кажам. Се зезаме малку за ова, да, ама еве, баш пред неколку дена го легализира истополови бракови, така да име. Него ти нели имаш уште некој српски виц? Имам виц, да, јас како пошто еве нема да имаме любителка сум на вицеви, вака или онака, ми кажа тетка ми еден виц врзан со газот исто така. Мујо Хасо и другарите си седат и сега сите раскажуваат за своите жени, која е ваква, која е таква, која е демек најубава. И Хасо за фата вика: "Моја фата има дивне плаве очи." И како кој шо и да каже, Хасо тоа па тоа, моја фата има дивне плаве очи. Им пукнал филм на другарите. Добро бе, Хасо, има ли нешто друго таа твоја фата освен лепе плаве очи? Моја фата има дивне плаве очи, а наоколо дупе. Ето ти. Таман, зашто немаме последниот пат ќе имаме бумери и џумери, малку да ја пополниме таа празнина на бумерите и на џумерите. Со еден виц за газот на фата. Добро е, како жени во години со кичми разболени, веќе не ни држи газот за повеќе. Или ни падна газот. Или ни падна газот, да. Ни падна веќе газот. Мислам дека е време да дадеме некакви препораки. Од овој спор месец утепавме од гледање филмови, читање книги. И да се поздравиме. Ај ти кажи прва, додека јас се тргнем да извадам книгата. Добро, јас ги
фатив сериозно да ги гледам кандидатите за Оскар, ама денеска нема да препорачам ни еден, иако им одлични номинации за Оскар и некои не толку одлични. Сакам да препорачам македонски филм. Како ретко кога ми се допадна македонски филм, се вика Housekeeping for Beginners или Домаќинство за почетници, во режија на Горан Столевски. Ова е втор филм што го гледам на Горан Столевски. Тој е македонец кој живее во Австралија и мислам дека како режисер е недоволно застапен во нашата јавна сфера, а го заслужува тоа. Домаќинство за почетници е одличен квир филм за квир семејство, исклучително емотивен и смешан. Јас го гледав во кинотека, се утепав од смеење и се утепав од плачење. За мене тоа е, кога такво нешто ќе постигне еден филм, вреди да се препорача и добар филм. Не успеав да го гледам, јас баш ми е жал. Да го гледате и да го гледате во друштво, Да. супер е забавен за во друштво. Супер. Фала многу. Јас ќе препорачам книгава, се вика Допелгањер од Наоми Клајн. Излезе во септември некаде. И е многу добар пресек на целото наше друштво, аман кога зборувам кога да сум. Целото наше Из дупета општество. у главу. Ние дошло. За сите феномени што се случуваат во денешното општество, од политички аспект, првото нешто многу интересна Наоми Клајн, бидејќи почнува со од една незина од еден проблем што го имала, а тоа е дека ја мешале со Наоми Вулф, која што е поранешна феминистка, а сега е една од главните десничари кои што се појавува во шоуто на Стив Банон и една од главните теоретичарки на заговор и е ултра десница станата од некоја која што порано сме ја гледале како интересна феминистка авторка на митот на книгата за митот на убавината, мислам дека се викаше на македонски, дека би било преведен. Но се претвори во нешто многу различно и всушност бидејќи двете се викаат Наоми, ги мешале цело време и тоа откако станала оваа десничарка, тоа многу почнало да ја смета на Клајн и од таму почнува со тоа вади една теорија многу интересна за таа една константен паралелизам и крајности што се случуваат во нашето општество, да секогаш како паралелни светови има и затоа го вика a trip into the mirror world, како да е огледален свет оној во кој што живееме. Многу интересно ми беше тоа што го зборуваше за така наречениот диагонализам. Тоа е нешто кога почнуваш од левица и тргаш во крајна десница, водиш буквално диагонално. Многу убаво го има опишано тоа. Тој феномен се има случајно и кај нас во левицата. И се случува насекаде низ светот, затоа е многу интересно да се види. Исто тоа што ми беше многу интересно во книгава беше како всушност таа сите овие политички случувања ги врзува со пандемијата и всушност колку и самопрогласените левичарски сили или пак она што би требало да се гледа како лево, всушност воопшто не се леви. И како всушност и самите тие навлегле во заведени од капитализмот, всушност сите се приклонуваат кон истата страна. Многу е тешко за читање, малку е депресивна, меѓутоа е страшно интересна. Многу зборува и за тој conspirituality, значи онаа поврзаност по тој еден new ageизам кој што стана многу десен. Таа обсесија со здрав живот кога всушност немаш доверба во системот. Сето тоа го има тука во оваа книга. За жал, многу е нова, мислам дека во септември некаде излезе на англиски и не е преведена на македонски. Кој сака, нека ова е стварно добра книга за да се преведе на македонски, кој може да ја прочита на англиски, да ја најде. Допелгањер, стварно една од поинтересните книги што сум ги прочитала во последно време. Гледате филмови, читајте книги, а ние се гледаме и слушајте Радио Милева. Of course, тоа се подразбира. Се гледаме повторно за отприлика месец дена на истово место. Чао, чао.